Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата Визови, а во ова издание на емисијата го имаме професорот Дејан Мираковски. Професоре, добро вечер и добро дојдовте. Зборуваме за актуелна тема за загадувањето. Професоре, како што и напоменавме, во последниот период, а и во изминатите неколку години, загадениот воздух во повеќе градови низ земјава е горлив проблем, со кој што не само ресорното министерство и туку и општините се обидуваат да го решат на некаков начин, па еден од начините беше и регулацијата на амбиенталниот воздух, со тоа што ќе имаме конкретни податоци каква е состојбата со истиот. И како прво прашање би ве запрашала, во колку градови имате поставено мерни станици и кои според податоците кои што ги располагаат овие мерни станици, кој град е најмногу загаден? Добро, кој е најзагаден град? Во моментот состојбата е прилично, во моментот таа се менува динамично, меѓутоа минатиот викенд беше прилично лошо секаде. По Македонија, у сите котлински градови, каде што се јавуваат продолжени периоди на атмосферска стабилност, мирен воздух и топлотна инверзија, магла, значи сите котлини беа прилично лоши. Инаку нашата лабораторија во моментот има активни околу 10 станици, кои што мерат од индустријски зони во градовите, во урбаните средини се поставени во Штип, Струмица, Кавадарци, одскоро во Прилеп и во моментот работиме и на поставување во Берово станица. Со исклучок на Штип, сите минатиот викенд ги надминаа, драстично ги надминаа границите и тоа е појава која што не е нова. Значи, во последниот период, откако ние имаме мерни станици, и сите досегашни мерења и на Министерство и на студиите на други меѓународни институции кои што за потребите на Министерство или за потреби на град Скопје имаат работено некакви студии, сите индицираат дека епизоди на вакви високи екстремни загадувања се јавуваат во текот на зимскиот период, значи во периодите на грејната сезона и многу мирно, стабилна атмосфера, односно многу мирно време без ветер, со појава на така наречена топлотна инверзија. Значи, поладните приземни слоеви го спречуваат струењето на воздухот и дисперзијата на загадувањето од различни извори. Така, напоменуваме постојано дека мерните станици даваат некакви резултати, што е она кое што вие го имате забележано како највисок праг на измерени PM10 честички во воздухот, а кој е оној кој што е најмалиот и кога се случува ова? Бројките што ги гледате на станиците се моментални бројки или часовни просеци. И тие не се просекот кој што реално вие го имате за 24 часа. Највисокиот минатата недела беше околу 600 за 24 часовен период, што е многу високо загадување. На новата станица во Прилеп. И таа станица е во фаза на калибрација. Таа станица е оптичка станица и се прилагодува има фактори со кои што се прилагодува на специфичните услови. Во моментот станицата е со општ фактор, за општ вид на прашина, иако очигледно дека ќе има одредено прилагодување. Сега не може да кажеме, затоа што мора да ги собереме, да се измери гравиметриски со референтна метода на блиска локација, па да се калибрира станицата, иако бројките беа високи, дефинитивно високи. Највисоки во Прилеп, не подобри беа и во Кавадарци, и во Струмица, и во Скопје. Значи, цела Македонија, сите котлински градови има екстремно високи нивоа на загадување. И овдека би ве запрашала кој е најзелен град во Македонија? Најзелен, го спомнав, најзелен е Штип, благодарение на конфигурацијата и едноставно у Штип не се јавуваат продолжени периоди на мирна атмосфера. Мислам, ние сите, као жители на Штип, знаете и вие дека е ретко појавата на магла е многу ретка и кога се појави периодите не поминуваат еден ден, најмногу 2 дена, значи генерално Штип нема надминување, просечната годишна концентрација измерена за минатата година е 13, дозволени се 40 микрограми на метар кубен, бројот на денови со надминување за минатата година е 6, дозволени се 35, значи ако од тие што ги мериме најзелен, засега може да се оцени Штип.
Така, постојано сте на терен и постојано истражувате кога станува збор за покачените PM честички во амбиенталниот воздух. Она кое што го имате направено истражување е внатре во затворена површина и надвор. Какви се податоците со овие измерени податоци? Тоа е цела серија на мерења, значи не само во домашни, ние имаме така наречени мерачи на персонална изложеност. Значи тоа е сет од инструменти кои што личноста ги носи со себе во сите средини во кои што се наоѓа, во сите микросредини, дали е во канцеларија, дома, по продавница и така натаму, бидејќи надворешниот воздух не е ист со внатрешниот. Значи има разлика, не поминува целото загадување во внатрешните простории. Внатрешните простории, на пример, многу институции, трговски центри и така натаму, вие имате филтрација на воздухот, па воздухот внатре не е тој воопшто ист со тој надвор. Значи нивоата на загадување се многу различни. Дома се користат, се помасовно се користат одредени системи за прочистување, филтри, инвертерите, климите имаат, вообичаено климатизерите имаат филтри за пречистување на воздухот вградени. Генерално, системите кои што ги носеа волонтерите што учествуваа во нашето истражување или нашите, покажуваат дека има многу голема разлика меѓу надворешното и внатрешното загадување, доколку користите одредени уреди, ефектите може да бидат многу добри. Значи, у простории во кои што имаше пречистувачи за воздухот беа драстично под дозволените нормите, под дозволените нивоа на изложеност, и бидејќи ние престојуваме многу подолго време внатре отколку надвор, генерално просечната изложеност на голем дел од вклучените во истражувањето беше под дозволените. Иако мерењата имаше и мерење и во летниот и во зимскиот период, беа под дозволените. Иако групата која што ние истражувавме, за среќа користи такви системи за пречистување, ниту еден од волонтерите не беше пушач, значи тоа беше исклучено. Уредите, значи за да се избегнат влијанијата од пушењето, ниту еден од волонтерите не се грееше на дрва дома. Значи ова се парцијални истражувања кои не може да бидат релевантни за широката, значи за широка популација, меѓутоа постојат начини да се заштитиме дури и во вакви високи периоди на загадување. Прво, задржување у избегнување на изложеност надвор, значи за тоа што концентрациите во овие периоди се највисоки надвор, домашните услови користење, избегнување на користење, грејење на дрва, затоа што и домашните концентрациите во просториите кои што се користат огништа се прилично високи, и користење на уреди за пречистување у овие моменти. Вашите мерни станици сами ги имате направено, така? Нашите мерни станици, да, се дизајнирани како индикативни, прво наменети за индустријски потреби. Генерално, значи, за контрола на фугитивните емисии на индустријата, потоа соработка со локалните самоуправи на комплетно некомерцијална основа поставивме и во урбани средини за да си ја зголемиме базата на податоци со која што располагаме. Тие се дизајнирани со најсовремени сензори, значи со уреди, не сензори, со оптички системи за читање на прашината од најреномирани производители, Met1 од Соединетите Американски држави, кој што е сертифициран согласно системите за сертификација на мониторинг мрежите како индикативен систем за индикативен мониторинг. Имаат делови за подготовка на влезниот воздух, трансфери, складирање на податоци. Обично ги опремуваме и со метеоролошки сензори за сите податоци да може да ни да обезбедат доволно информации за анализа на изворите, причините за појава и така натаму. Сите досегашни студии, го укажуваат отприлика тоа, и тоа на многу различни институции. Нашите истражувања и истражувањата на Министерство за животна средина и на UNDP, кои што имаше студиите изработени за град Скопје, отприлика укажуваат од тој правец. Според финската, студијата на Финскиот метеоролошки институт, работена за Министерството, 2014 емисиите по сектори е проценето дека
за ПМ10 емисиите во регионот на Скопје некаде околу 91% доаѓаат токму од загревањето на домакинствата, што е масовна бројка. Обратно и хемискиот состав и анализите на хемискиот состав на суспендираните честички кои што беа подоцна у различни студии исто изработени, укажуваат дека доминираат во периодите на еновно високи епизоди, доминираат честички кои што потекнуваат од процесите на согорување на биомасата, или тоа се дрвата во огништата. Така, поставивте повеќе мерни станици низ неколку градови низ Македонија. Вашите мерни станици, всушност, и вие ги направивте. Што очекувате во иднина? Подобрите или бенефитите кои што ќе ги имаат ако ги заменат системите за грејење, се надевам дека мерките ќе се прошират и ќе овозможат масовна замена на старите системи со некои поефикасни, поеколошки прифатливи системи на грејење. Не мора да бидат само замена со пелети, топлински пумпи или инвертери, гасификација, грејење на централни системи за грејење, проширување на опсегот на централните. Меѓутоа, такви програми веќе се почнати и се надевам дека постепено ќе почнеме да ги гледаме ефектите од таквите програми. Или ќе имаме можност веќе наредните години да видиме. Тоа не е лесен процес, прво се работи за многу широка масовна операција, значи не се работи за една, две или пет ложишта, се работи за илјадници, стотици илјади ложишта кои би требало да се заменат и да ги видиме ефектите. И верувам дека нема да биде многу брзо, меѓутоа постепено ќе почнеме, доколку се реализираат и интензивираат тие мерки, ќе почнеме да ги гледаме ефектите од таа замена. Ние работиме за државни институции секако. И за Министерство имаме соработка и со Министерството, и со за животна средина, и со град Скопје, неколку студии веќе изработивме со UNDP. Генерално програмата која што е направена е базирана на наводите во студијата Стугрес, у која бевме дел. Ние соработувавме заедно со Ману, генерално да. Професоре Мираковски, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од вечерашното издание на Визави.